Холандија, ова е World Championship. Холандија не се квалификувале прв пат. Добро, прв пат играле 61-а. Ама после тоа дури 23-та се квалификува. Значи претходното светско им било прво после колку се ова? Едно 60 години. Така да не можам да видам што правеле на светските првенства. А можам да видам на европските, пошто почнаа да играат од 2020 на европски. Имаат до сега 3 европски изиграно. Гледам 17, 10 и 12. Тоа е сигурно подобро од нас. Да видам за Унгарија, тоест за Унгарија. Вика Унгарија си гази на светскиве првенства, значи буквално скоро цело време игра. Еве за бронза се бореле. Четврто завршиле 97-ма. На светскиве играле четврт финале 2013, 2017 и 21 и 23 играле четврт финале. Значи Унгарија, се видам само минатото европско што направиле, минатите две европски, тоест ме интересира, петто место, да, Унгарија. Со Унгарија немаме шанси, поише шанси имаме со Холандија. Иако Холандија си исто така. Да, Унгарија дефинитивно прва у групава. Сега да видиме тука. Значи ова сега со Југославија, не ми кажете со Југославија, тоа не се брои. Со Македонија, кажи ми. Еве, 99-та сме играле ние светско, после не сме играле 4 светски поред. Па играме 2009-та, па 2011-та не играме и од 2013-та до 23-та, тоест до сега, до 25-та, цело време играме осми на финале. Најдобриот пласман што го имавме у Катар, 9-то. Последниве две лошо се држиме, тоест тоа у 21-та гледам дека сме влегли у главната рунда, така да 23-ти. А претходното светско сме го играле оној што го кажав, како да го кажам, лузерски куп, бидејќи играат буквално сите четврто пласирани, така да тоа буквално боле да си идеш дома, да не го не играш, така да сега ќе видиме. Македонија ме интересира сега тимот што го имаме. Мислам дека веќе, тоест не мислам, туку веќе го има видено. Ама да, тие се тие играчи што го играле. Да, тие се горе-доле се истите играчи од европското. Еве ги и резервите ги гледам. Сега да не го кажувам составот. Еве, составот ќе го имате вака на слики на екранот. Ќе го стави нашиот едитор, се надам нема го мрзи. Значи, двете вака ќе ги имате од составот наш. Другите не се види, нашиот состав битно ќе го имате. И мислам дека да одиме више со предикции. Гвинеа нема шанси за поминување. Ова е група Д. Значи први рековме Унгарија, втори и трети искрено ќе размислувам и четврти Гвинеа. Со Гвинеа ние победуваме сигурно и Холандија победува со Гвинеа сигурно. Унгарија, чим ја стави прва, значи победува. Сега стварно не знам искрено дали можеме со Холандија. Мислам дека можеме со Холандија, бе. Па, ете, реков ќе пробам да не одам многу навивачки, ама затоа што е Македонија.
Мислам дека можеме со Холандија. Еве, ако не победа нерешено, сигурно можеме да извадиме со Холандија. Мада тоа нема да ни игра улога, бидејќи Холандија ќе ги победат Гвинеја со голема разлика, така да пак Холандија. Мислам дека можеме да одиме на победа. Верувам во нашата репрезентација, така да Македонија ќе иде втора. Македонија дефинитивно ќе пројде групава. Дали како трета, дали како втора, ама еве, јас давам да идеме како втори. Холандија ќе завршат трети, ќе одат и они понатака, ама еве нека биде Македонија втори. За поддршка, за како да кажам, да ги бутнеме малце, ајде.